Па, видете, како рече пратеникот, да имате респект кон мојата возраст. Пазете кон возраст. Многу тоа делува недискриминаторски. Може да почнам да зборувам? Значи, благодарам. Значи, во ерата на криза на представничката демократија, ние сме најголем доказ за тоа, еден од најкритикуваните инструменти е буџетот и буџетскиот процес. Зошто? Имено се вели дека буџетот се повеќе се третира како умна игра на бројки на оние што се на власт, наместо да се третира како најважниот инструмент за задоволување на потребите на граѓаните и нивните институции. Буџетот не се перцепира како народен заем без камата, даден со политичка согласност од граѓаните на оние што се на власт, па ниту во неговото креирање, ниту во неговото располагање не се води сметка за тоа. Значи, сведоци бевме на нетранспарентна постапка на донесување на буџетот, бидејќи нам на пратениците ни треба експертска помош. Не видовме овде експерт да учествува во расправата и затоа ќе кажам дека топло ни се препорачува она што го прават демократските држави, да го направиме и ние, барем во донесувањето на следниот буџет, имено уште пред да почне расправата, буџетот секаде во септември уште се доставува до пратениците, тие ги утврдуваат основите и целите на буџетот, организираат расправа, а дури потоа доаѓа на дневен ред. Значи, наместо го нема министерот затворениот модел, што го имаме ние, треба да имаме отворен модел на буџет. Тоа е првата забелешка. Кога реков транспарентност, мислам и на инклузивноста. Овој буџет е изразито ексклузивен. Имено, на прсти не можам да ги набројам, амандманите што беа прифатени, впрочем и колешките и колегите од Алијанса и од Алтернатива, тоа го посочија. Но најстрашното е, она што доаѓа, одговорноста за буџетот. Во процесот на спроведувањето на буџетот, затоа велат дека ние играме со бројки, значи одговорност нема. Еве, кажете ми, сум слушала извештаи и сум читала на Заводот за ревизија за дискреционо постапување. Никој не одговарал. Она што е исто така важно за овој буџет е, а мораме да го имаме во предвид, што се работи за буџет на една од трите најсиромашни европски земји. Ако е така, и особено ако е предложен од социјалдемократска власт, тој мора да води сметка за пристојниот живот на сите граѓани, бидејќи еднократната помош тоа не го гарантира, да води сметка за родовата методологија во креирањето, што ја нема, иако имаме буџетска канцеларија и парламентарен институт, и јас се надевам дека еден ден и уставна одредба ќе има во овој правец. Значи, мора овој буџет, ако еден од основните темели или цели му е со право здравствената заштита, да води сметка за нешто за ја што денеска ќе прозборам, за еколошката димензија. Имено, јавна тајна е, медицински докажано е, дека во нездрав животен амбиент полесно вирее COVID-19 и заканата е поголема. Ако ги видиме ние, ако ја видиме посветеноста, ќе видиме голем расчекор. Имено, иако една од темелните вредности на уставниот поредок е
заштитата и унапредувањето на животната средина и на природата, и понатаму дури се вели дека зачувувањето на природата и животната средина или здравјето на луѓето дури може да доведе до ограничување на пазарот и предприемништвото. Понатаму се вели дека сите природни богатства, вклучувајќи ја и флората и фауната, уживаат посебна заштита и дека кога се менаџираат процесите врзани за оваа важна област, треба да доминираат стручноста и компетентноста. Сите знаеме дека не е така. Ја споменав транспарентноста и мислам дека во иднина вистина експертите треба и невладиниот сектор да градат мост помеѓу нас, политичарите, и на вистина и помеѓу представниците на власта. Не негирам дека нашиот устав нема одредба која мора да ја има, во која ќе пишува дека буџетот не се носи со обично мнозинство, зашто ни влада не се формира со обично мнозинство, во најголем број земји е потребно двотретинско мнозинство, но еве да речеме барем апсолутно мнозинство. Не е така, сакам да кажам. Во стартот вие сте си го изгласале буџетот ако имате мнозинство. Затоа можеби и односот беше ексклузивен, а не инклузивен. Влади во светот паѓаат заради неинклузивен однос кон опозицијата во креирањето на овој народен акт. Што сакам друго да кажам? Кога ја споменав сиромаштијата, Ганди да го цитирам, џабе ни се сите други права, ако 1/3 од граѓаните не можат да врзат крај со крај. Екологијата ја споменав. Она што го забележав на комисијата е следново. Пратениците се однесуваа како параминистри во расправата. Ја избришаа линијата меѓу, и денеска се случува тоа, меѓу законодавната и извршната власт, дури и неусвоен буџет за кој што денеска расправаме, слушавме како пратеничка го презентира како успешен, посочувајќи го премиерот и министрите. Во демократска земја тоа не е можно. Претходниот говорник го спомена О2, јас не можам да не кажам дека, значи, пропуштивме шанса политичкото, јас се зборувам, не реплика, имам право процедурата да ја толкувам. Ви благодарам, извинете. Одлично. Значи, повеќе од 30 амандмани и дупло повеќе од Алијансата и од алтернативата не беа прифатени, а се однесуваа на инспекторат за животна средина, за возила потребни, за, значи, водоводна мрежа за високите делови во Козле, Трнодолж, Далец, Нерези, бидејќи тоа води кон нееднаквост на граѓаните. Значи, само бројките понекогаш кажуваат повеќе. Еве, јас ќе ги кажам. Се шокираме со право сите од смртноста од COVID-19, но забораваме дека 3500 граѓани секоја година се осудени на смрт заради нездравата животна средина. Сега, со 0,6% од буџетот за екологија, приказните за здрава животна средина се како Андерсенови бајки, да не речам приказни за големи деца, понатаму со 0,1% за загадување, понатаму со 0,03% за заштита на водите, со 0,04% за управувањето со отпадот. Само една паралела е можна, катастрофална, со издвојувањата за науката, 0,1%. Сега во науката се појавија 6 мина,
кои што светот ги идентификуваше како највлијателни личности во сферата на хемијата, чувме што велат за односот кон нив, слично значи, можам да заклучам, сличен е односот и кон заштитата на човековата средина. Она што исто така сакам да го потенцираме е дека денеска се спомена овде дури 80 милиони денари за Преспа како гаранција за спас. Јас не знам дали не ги читате, веќе излегоа и меѓународни студии за Преспа заедно со колегите, особено оние од Институтот за биологија, еве една од него, еден носител на тимот е доктор Златко Левков, кој што вели дека, за жал, Преспанското езеро е звезда во изумирање, која ќе повлече изумирање и на Охридското, со кое е неразделно биолошки и хидролошки. Зарем неа видовме ние трагедијата на Преспанското езеро, точно почнува пред 20 години, меѓутоа е врзана за екологијата, бидејќи основната причина не е само прекумерното искористување на водата за наводнување, туку неконтролираното користење вештачко ѓубриво, пестицидите, дивите депонии, смет во реките што се влеваат, тие го сменија и го загрозија неговиот живот, се разбира и природата се окоми, намалените врнежи од дожд и снег, доведоа понатаму намалениот кислород во подолните слоеви, го загрози животот на флората и фауната. Катастрофално е што науката вели дека повеќе од 50% од ендемските организми исчезнале. Ако ги насочевме парите во истражувањата и во науката, може би покрај странската помош што ја добиваме, и ако се вклучеше институционално и централната и локалната власт, ќе имавме успех. Иначе, за жал, јас не сум оптимист како колешката, а би сакала таа да е во право, бидејќи се вели дека се потребни 4000 години за да се врати, ако се врати, некоја рамнотежа. Знам дека има издвојувања за Охридското езеро, но апелирам да се најдат повеќе средства, бидејќи анализите покажуваат дека погледот врз зелените алги во крајбрежието на Охридското езеро е знак за комунално загадување, тоа е најголемо околу урбаните зони. Да не заборавиме дека ендемските видови настанале прво во Преспанското, па се населиле во Охридското, и само да кажам дека од оние мерки што досега ги слушавме, што вели науката, само 3% се реализирани во заштитата на Преспанското езеро, и замислете сега ако истото го очекуваме и за Охридското езеро. Сведоци сме, значи, на отсуство на еколошка свест. Јас не можам а да не го потенцирам и следново. Господинот Крмов зборуваше, значи, за очекуваните дури 27 милиони евра од обидот да се пополни дупката во буџетот. Јас веднаш ќе кажам дека јас сум против процеси на продавање на земјиштето, против продавање на пошти, на железници. Зошто? Бидејќи во најлибералните држави, како САД, или во оние помалку каде што има социјална димензија, Германија, Франција, знаете што? Поштите, железниците, последни беа што се приватизираа, а ние со социјалдемократски благослов ќе ги приватизираме. Тоа е крајно невообичаено. Само подсетете се исто така на тезата која беше научно втемелена според идеологијата за така наречениот прогресивен данок, ништо од неа не остана. Значи, да повторам, во право се оние кои што велат дека
на повидок е рефеудализација, јас го цитирав Пол Кругман, бидејќи парите од продажбата треба да завршат на еден дарвинистички начин во рацете на малкумина луѓе. Ајде зошто да не го следиме примерот на малите држави, како на пример на Исланд, кој што вели во уставот дека нема ни под концесија, ни да се отуѓуваат природните богатства или добрата во општи интерес. Зошто? Затоа што тие се гаранција за суверенитетот. Претходниот дискутант говореше за здравството, јас само уште еден апел. Ад-хок вработувањата се реалност. И не можам да прифатам дека 60% од вработувањата ќе бидат такви. Меѓутоа, зошто ад-хок односот на вработените во здравството, специјализанти, лекари, медицински сестри, лаборанти, да не се трансформира во постојан однос? Да заклучам, значи, ако 30% од приходите во буџетот треба да дојдат од кредити, сериозно треба да размислуваме како да се однесуваме. Бидејќи ја потегнав темата за се извинувам, за заштитата на човековата средина, еве да завршам со една индијанска поговорка. Вака вели таа: не сме ја наследиле земјата, значи не сме го створиле ние буџетот и парите, тоа се народните пари, туку сме ја позајмиле од предците. Ова важи, се разбира, и за Македонија. Не сме ја ние креирале, туку сме ја наследиле Македонија и треба да ја оставиме онаква каква што е. Уште една опаска што ме тревожи. Значи, кафаните ќе се затвараат, нели, во 18 часот, иако во нив и надвор може да се седи и може да има ковид мерки за заштита, но она што ме плаши е и во враќањето на парите и обештетувањето, па и во односот. Зошто посебен однос кон казината, кон играчниците, каков назив замислете? Какво име играчница, кладилниците, први ги отворивме, не вреди уметничкото име, само да предупредам. Се плашам дека младите и останатите ќе се преселат од рестораните на отворено и ќе влезат во темницата што не можеме да ја видиме. Тоа е многу опасно. Зошто? Се плашам да не завршиме, знаете како Рим на крајот од постоењето, во вино и во игри. Колега од Шведска ме предупредува дека по глава на жител имаме повеќе играчницки и коцкарници од било која земја во светот. Да се запрашаме, зошто не е така во околината? Мислам дека треба исто така кон најголемите загадувачи ригорозно да се однесува оваа власт. Ке завршам со еден амандман што не беше усвоен, а мислам требаше да биде усвоен. Тоа е амандманот со кој што побаравме со колегата Пренџов, значи прво да се исчисти просторот над кој што треба да никне паркот, значи да се посекне кон ремедиација и кон санација, а потоа кон озеленување. Само да ви покажам слики, ова е. Погледнете, значи, шутот, наместо да се отстрани, се носи со камиони. Погледнете како изгледа, не знаеме од каква природа е. И моето прашање е, зошто, значи, 180.000 евра би биле терет, зашто? За заштитена бунарска зона, Нерези Лепенец, која што на некој начин е своевидна еколошка бомба.
Затоа јас одговорно излегов со овие граѓани да протестирам. Молам да најдете друг начин за да ја Довршете санирате седмицата. оваа состојба. Ви благодарам. Благодарам.